Еј, што е сега, бе, човек, бе? Тоа што го држите врака е многу уникатно и ретко дело. Многу мистериозно, многу извонредно и многу чудно. Нехир, дали е можно предметот што го држи господинот да мрдне? Можно ли е да мрдне сам по себе? Да најдеме друг предмет, господине? Да ви дадеме нешто кое не е маѓепсано. Господине, о, господе, а предметот е навистина мрдаше, нехир, господите. Хаси, бе, дојди ваму, хасаш. Така. Браво, Садик. Буцко мој, браво за тебе. Ми остави тезга полна со магија. Буцко човек. Ајде да видиме. Повелете, господине, повелете. Имаме предмети без магии. Повелете. Уште ли не стигна резултатите, Нидл? Да, не дојде. Се јавувам, не ми крева. Како така и не доаѓа во болница и не ти се јавува, така? Само тој ден дојде, после тоа не дојде. Разбирам. Но вчера Идил се онесвести. Така ли? Тогаш не треба да се прескокне терапијата. Јас се зачудив кога ја видов на кермес. Сепак тие лекови се многу тешки. Треба да губи сила, треба да и се спие. Таа добро изгледа, ама... Ете, гледаш, велиш се онесвестила. Не треба да ја одложува терапијата. Појраз, ти зборувај со неа. Ке мораш, синко. Ворет, Се благодарам. гледаме. Нели многу ми доликуваат овие? Бога ми ти доликуваат, да. Убави се. Исто и бојата. Да. Идил, Доаѓам. си требала да одиш во болница, ама не си била. Да. Не отидов, ама ќе одам, ти ветувам. Не ме гледај така, Појраз. Не можам да прифатам дека сум болна. Што да правам? Значи не можам да си признаам, не можам. Јас ке кажам на Хазиран Ворет и таа ќе ни помогне. Не, никако. Појраз, ако и кажеш нешто на Хазира, нема веќе да ме видиш. Зошто да не ја кажам? Почна да се сомнева. Се сомнева, така? Јас се борам за живот и сега да се расправам со сомнечите на Хазиран. Толку ли е нашето пријателство? Тетка Перихан, еве земи. Благодарам, Мелиса, душо. На здравје. Благодарам. Види, јас одлучив да ја кажам на Беричек. Да. Може би порано требаше да го направиме тоа. Се надевам не е доцна, Алпер. Мило ми е што имам исто мислење. Освен тоа да ја завршиме оваа работа пред да го засрамиме Бурак повеќе. Ова... Јас ја бакнав, ќе кажам. Во ред? Не може, јас те бакнав. Ти не си виновен. Вината префрлија на мене. Да не ти се налути, да не се карате. Јас те бакнав, Мелиса. Многу се каам, Алпер. Многу се каам. Ке начекам згодно време и ќе ја кажам.
Хазиран седев ли? Јас сум. Ова е за вас. Појрас, нема ништо да ја кажеш на Хазиран во ред. Тоа ми е единствената молба до тебе. И само биди покрај мене. Појрас. Може малку да зборуваме? Појрас, ке може да ми објасни што значи ова? Хазиран, каде го најде ова? Како стигна кај тебе? Не знам, мете курир го донесе. И ова беше напишано. Појрас крие нешто од тебе. Има работи од минатото кои не ти ги кажува. Праша го зошто бил во затвор и зошто го ранил тој човек. Појрас, точно ли е ова? Значи, се случи ли такво нешто? Хазиран, јас... Како да ти раскажам за тоа? Беше многу одамна. Нели ти реков веќе никогаш не ја видов мајка ми? Лажев. Тогаш имав 13 години. На тие години крвта му врие на човек. И јас решив да ја најдам мајка ми. Иако ме напушти, мислев ке имаме втора шанса ако ја најдам и таа ќе се врати кај мене. Избегав од дома. Од луѓето кои доаѓаа во островот дознав во која населба живее. Потоа ги шетав сите ученици. Ја барав со денови. Спиев по клупи во парк. Потоа мајка ми ја најдов во една полусрушена куќа. Живееше во мизерија. Дојде и ме прегрна како никогаш да не ме напуштила. Нормално дека и јас ја прегрнав. Тогаш бев дете, ми не достигаше мирисот на мајка ми. Ја прегрнав и јас. Не и се налутив, не можев. Мајка ми беше мажена за друг човек. Поради него избегала од островот. Тој беше лош човек. Таа ништо не ми кажа, ама јас го приметив тоа. После тие ме зедоа и ме вратија назад на островот. Боже, мајка ми ќе разговарала со баба ми, за да ме земе со неа. Ама не знаев што мисли човекот. Нели реков дека беше лош човек? Кога стигнавме на островот, мислев дека мајка ми ќе ме земе. Ќе се вратиме назад со неа, но мајка ми всушност
Дошла на островот за да ме напушти пак. Тој ден кога стигнавме, баба ми не беше дома. Човекот рече побрзо да го оставиме и да си одиме. После тие двајца почнаа да се расправаат. Човекот крена рака на мајка ми. Јас застанав меѓу нив, настана тепачка. После тоа се случи наеднаш, ништо не видов. Се случи додека да трепнеш. Многу бев збунет, многу се плашев и онака тогаш бев дете. Мајка ми се потруди да ме заштити, застана пред мене за да ме заштити. Потоа се случи незгода, што никогаш не требаше да се случи. Јас и онака бев во шок, дури не се сеќавам скоро на ништо. Кога се освестив, единственото нешто на кое се сеќавам беше дека ножот го држев во рака. Баба ми кога се врати дома ме виде таков. После дојде полиција дома кај нас. Реков, јас го направив тоа. Знаеш дека мајка ми ништо не рече? Бев дете во тоа време, бев мал. Мислев дека ја штитам мајка ми. Потоа полиција ме зеде и ме однесе во поправен дом. Мајка ми и тогаш ништо не рече, само молчеше. Потоа се вратиле во Истанбул со тој човек. Кога се вратив на островот, толку бев полн со гнев што не можев да се контролирам. Станав сосема друг човек. Ти не знаеш што значи да не бидеш сакан, Хазиран. Ако сите те гледаат како криминалец, навистина стануваш криминалец. Потоа некои луѓе ти доаѓаат во животот и ти даваат храброст пак да сакаш. Тоа се Алпер и Мелиса. Со љубов се менува и се поправа. Баба ми ги молела сите на островот. Ги убедила дека доброто доаѓа со добро. За да не ми вртат грб, за да ме прифатат, и знаеш дека тоа се случи. Јас се променив. Оздравив. Станав друг човек. Тие денови останаа во минатото. Ама сепак сите, дури баба ми. Значи сите мислат дека јас го направив тоа. Појра, зошто не си кажал? Што ќе се смени ако кажам, Хазиран? Веќе се случи. Сега ако кажам пак ќе отворат истрага, се ќе се врати на почетокот. Не сакав да ги доживеам истите работи, не сакам. Подобро е да го заборавам тоа. Значи не си кажал никому? Не кажав. И нема да кажам. Прв пат тебе ти кажувам. Нема потреба некој друг да знае. Добро, а мајка ти? Никогаш не ја видов после тој ден. И не сакам да ја видам. Ете, живее некаде во Истанбул. Знаеш дека заради неа не го сакам Истанбул? Воопшто не сакам да одам таму. И ако е можно, никогаш нема да одам. Ниту сакам да го дишам истиот воздух со таа жена, ниту пак да ја видам. Хазиран, јас ништо не криев од тебе. Ништо. И нема да крием. Но јас само не можам да раскажам некои работи. Знам. Но некои ненормални луѓе се обидуваат да не разделат. Мисла дека ќе се оддалечам од тебе ако ми праќаат вакви работи. Ама сакаш да ти кажам нешто, Појрас? Тие ќе изгубат. Јас ќе ги бакнам твоите рани. Ќе ги бакнам и ќе ги излечам. Тие не знаат дека мојата љубов кон тебе никогаш, на никој начин, во никој случај нема да исчезне. Се повеќе ќе те сакам.
Тоа ќе биде единственото нешто што ќе го правам секој ден, секој поминат ден, се повеќе ќе те сакам. Ти си најдобриот човек што сум го видела на овој свет. Имаш толку чисто срце, што ништо на овој свет не може да го извалка. Ете, јас го сакам тоа срце, те сакам. Многу те сакам. И јас многу те сакам. Многу те сакам. Ти што се не си доживел? Си доживел се и си се претворил во прекрасен човек. Си претрпел се, ама никогаш не си се откажал. И јас никогаш нема да се откажам од тебе. Јас никогаш нема да се откажам од тебе. Никогаш. Што сака нека биде. Ние секогаш ќе бидеме заедно во ред. Немој тоа да го заборавиш. Помина. Се помина. Се помина. Се помина. И знаеш што? Сети се на морето. Секогаш сум покрај тебе. Верувај ми. Никогаш нема да те напуштам. Секогаш сум покрај тебе. И јас никогаш нема да те напуштам, Хазира. Никогаш. Секогаш ќе бидам покрај тебе. Не гледаат кон нас воопшто, а? Драги ценети гости, на сцена го канам Џихангир, пејачот од нашиот остров. Добра вечер, Хрлангичла, рада си! Добре дојдовте! Прво да изразам голема благодарност до вас и нашиот градоначалник за оваа прекрасна организација. Многу ви благодарам. Вечерва и јас би сакал да го донирам мојот хонорар кој што го добив од нашата општина. Цел е за вас. Браво, браво, браво! Цел е за вас. Јас сакам да ви испеам една песна. Додека ја пеам, ве молам, танцувајте, сите ве канам на подиумот. Ајде, млади, ајде, ајде. Nasıl oldu anlamadım. Tanıştık birdenbire. Nedenini sorma boş yere. Seni kucaklamak geldi içimden. Kendimi tutamadım. İşte geldim yanına. Anladım sendin aradım. Hayatım boyunca. Kim koşup açmaz hemen. Aşk kapıyı çalınca. Yalnız yaşamak zor, beklemek ondan da zor. Çektiklerim artık yeter,
Gel benimle ol. Edil, Mantık irade kuvvet sevince pek işlemiyor. Canım senle зарем ти го дозволиш тоа? Во ред, концертот заврши. Ајде прекинете музиката, ајде. Идил, што се Ке не се случува? меши, тато. Ајде прекини, реков. Нема да прекине, Кирко. Ти што правиш, Кирко? Концертот продолжува, луѓето продолжуваат. Од каде сега ова? Тато, нели сум јас одговорна за организацијата? Не се мешај. Видил? Престани. Веќе не си. Внимавај на твоите постапки, доста ме посрамоти. Цело време ме посрамотуваш. Ајде сега оди. После ќе зборуваме за ова. Yanmazdım sevgiye. Gülerdim ben herkese. Derdim insan kısmetini. Kendi Татко ме не ми дозволи. oysa sözler ne kadar boş. Нема ништо да му кажам на Појрас. Благодарам, ама и ти престани со таа игра. Дали ќе кажеш оздравив, дали ќе кажеш има недоразбирање, ете, кажеш што сакаш. Ама не можеш да го придобиеш Појрас со таа глупава игра. Најди друг начин Olmak istiyor. и спаси го мојот Појрас од Хазиран. Senle olmak istiyor. Canım senle olmak istiyor. Што ќе правиме сега? Што да правиме? Прво да одам кај баба ми. Тебе нешто друго ти е во главата? Целосно ме познаваш веќе. Појрас, види, нели се трудиш да откриеш кој го испрати тоа писмо? Немој те молам. Ете, некој го испратил и не му успеа, готово. Хазиран, некој сака да ни нанесе зло и ќе сака и понатаму. Зарем да продолжам како ништо да не се случило. Појрас, те молам, слушај, ние да продолжиме со нашиот живот, те молам. Во ред. Ете го тргаш погледот од мене. Вети ми веднаш. Не ветувам нешто што не можем да го исполнам, Хазиран. Ти оди дома, одмори се, ќе дојдам за кратко. Ај, Бабо? Денес не ли си си измори? изморив и нозете ми потекоа. Многу ти изморив, ме знам. Ама вредеше, знаеш дека продадовме се? Бабо, да те прашам нешто. Ја знаеш оваа фотографија? Кој ја најде? Ете некако стигна до мене. Позната ли ти е фотографијава? Секако, беше во сандакот дома кај нас. Ти го исече лицето, ама јас не ја фрлив, ја чував. Пред некој ден рече дека Бату дојде, така? Да, дојде пред некој ден. Остана ли сам дома или во салонот? Бога ми, не знам, тој ден бев толку уморна што наеднаш сум заспала. Да не... Не се, баба, не мисли на тоа. Не грижи се, остави. Хазиран, ќе дојдеш малку? Може баба ми да ја однесеш дома? Одете двете пополека. Не, можам сама да одам. Бабо, А ти што ќе правиш? ништо, имам една работа, да ја средам и веднаш доаѓам. Ние да си одиме веќе, се гледаме. Не, Мелиса, какво одење? Застанете, зошто се брзате? Зошто си одите? Остави ги да си одат, Душо. И онака сакам нешто да зборувам со тебе. Значи точно било? Ти како? Значи навистина си ме изневерувал. Не, нема таква нешто, нема. Туче, чекај, туче. Што? Како? Не ми се верува. Како така? Бураки со тебе и со таа девојка ли излегувал истовремено? Не ми се верува. Овој бил безобразен. Не, Бириджик погрешно разбра. Љубов? Видели? Излегувал со двете. Јас... Што? Какво срце е тоа? Каква нечесност? Како
Каков бездушник е тој? Бездушник е! Бириджик, прво слушај ме. Слушајте, молам, се погрешно си Во разбрала. ред, види, сите гледаат во нас. Е, После добро ќе де. зборуваме за ова. Остави, нека видат, сите нека видат. Сите нека видат колку лицемерен и колку голем нечестник е тој човек. Бириджик, Бурак не е виновен. Ние не сме љубовници, ве лажевме. Не лажевте. А зошто? Значи зошто? Што ви требаше? Зошто не лажевте? Многу ме интересира. Ти нема да кажеш. Очигледно и ти нема да кажеш. Во ред? Во ред тогаш, во ред. Јас ке кажам. Овие двајца што ги гледате тука, вашите сакани Алпер и Мелиса, овие двајца биле заедно и ми изневерија. Овие двајца ми изневерија. Мене ми изневерија. Мене ми изневерија. Ме гледа во очи и без срам ме лажеа. Јас им дадов прилика да признаат. Ама тие дури немаа храброст да го признаат тоа. Ете, гледајте. Какви се момците од островот за кои мислите дека се честни. Ви благодарам на вистина. Ви благодарам на двајцата. Ми одржавте голема лекција. Ви благодарам. Браво, браво за вас, браво. На вистина браво. Дојди, пс, 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 пс. Мац, дојди, пс, 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 пс. Го видовте Бату? Не, Бато. Дали знаеш каде е Бату? видов. Дојди ваму бе, на здравје. Дојди. Кај си бе ти? Абе, што ме гледаш така бе сладко? Аби? Станувај бе. Абе, што сакаш да правам сега со тебе, а? Сакаш ли да те убијам? Ама храна за мачињата. Абе, престани да глумиш добар човек. Твојот живот е само глума, секогаш е така. Не можам да дишам. Можам сама да одам, не доаѓај по мене. Тетка Алија, знам дека не ме сакаш, многу ми се лутиш, ама јас многу го сакам Појрас. Ете, и приврзоците беа многу убави, на сите им се допаднаа, посебно ти благодарам за нив. Ке направиме и следната година во ред, само да ви кажам уште нешто. Баба ми има шами и ке веземе нешто и на нив, може? Немој залудно да фантазираш, Хазиран. Ти следната година нема да бидеш на островот. Навикни се на тоа. Кога и да е, ќе одиш по твоите амбиции. Ама во меѓувреме нема да гледам како му го кршиш срцето на внук ми и како му го уништуваш животот. Откако дојде на островот ни донесе секакви неволји. Вие од град се ни упропастивте. Ти, мајка ти, тој Бату. Гледај, Појрас пак отиде. Кој знае која неволја отиде да ја расчисти. Каква неволја? Каква неволја, тетка Алија? Нели тој ти е другар? Украл фотографија од кај нас. Сите сте исти. Бату ли е украл таа фотографија? Слушај, не доаѓај по мене. Момент, тетка Алија, Појрас дали знае дека Бату ја украл таа Сега слушај фотографија? ме добро. Последен пат ти кажувам и нема веќе да повторувам. Тој ден не искара во болницата без оглед на твојата возраст. И немој да мислиш дека ќе ме освоиш ако дојдеш дома кај мене и глумиш сладка девојка. Сега ќе ти кажам еден збор, за да ме разбереш подобро. И да умрам, нема да ти го дадам Појрас. Разбра? Не ти го давам Појрас. Појрас, Абе, што те мачи тебе, а? Што сакаш да постигнеш? Ти зборуваш за таа фотографијата, така ли? Значи, предпоставував, реков, тетка Алија ќе каже, ама ете, што знам јас ја? Абе, ти да не си болен? Малку. Абе, кажи ми, зошто сакаш да не разделиш, а? Да не си заљубен во Хазиран? Во Хазиран ли? Не, Хазиран не е воопшто мој тип. Абе, јас типот твој ки... Слушај ваму. Не ме излудувај, ќе ти сечам на парчиња.
Кажи збор по збор што сакаш, што ти треба, кажи. Сега ништо не сакам од тебе. Ако сакаш да го слушнеш точниот одговор, мене ништо не ми треба воопшто. Јас немам никаква цел. Се трудам да умрам, а понекогаш да живеам. Си играм, се шегувам. Ништо во животот не ми е сериозно. И онака животот ти е игра, постојано играш нешто. Да не сакаш вака да те сожалиме? Ама сега ова стана досадна репортажа, сакам да му се јавам на менаџерот јас. Што да ти скршам, Лесинко? Што да ти скршам, кажи? Не ми ударе по лице. Појраз застани, Појраз немој. Ти не се меше, Хазиран. Појраз велам не вреди, пушти го. Не, овој пат нема толку лесно да се спаси. Овој пат навистина ќе се онесвести. Абе, погледни ме. Појраз, застани, Појраз, застани. Во ред, јас ќе ти кажам, во ред. Бату се обиде да ми помогне. Што? Бату, веќе нема смисла да криеме, нели? Да им кажам. Немој. Што зборуваш, Идил? Појраз, јас сум заљубена во тебе. Идил, не трескај глупости. Не трескам, камо да трескам. Камо да трескам и да не те чекам 20 години. Се извинувам, Хазиран, ама ова е вистината. Од училишните денови се трудам да ти го одвлечам вниманието, Појраз. Секој ден се трудам да ти одвлечам внимание, да се покажам. Те молам да ме гледаш, ама ти не ме гледаш. Ти ниту еднаш не ме виде, јас не можев да се покажам. И не можев да ти изразам љубов, бидејќи јас не сум таков човек. Прекини. Чекај, во ред. Слушај ме веќе. Сега е време за се. Хазиран, јас сум болна. Таа е лоша болест, може би ќе умрам. Не знам. Бато го знаеше тоа. И знаеше дека сум заљубена во Појраз. Ете, на некој начин се потрудил да ми помогне. Го скроил тој план. Може би се потруди да ја исполни последната желба на девојката која умира, не знам. Навистина ми е жал што те доведа во оваква ситуација. Ама немаше што друго да правам. Морав да признам затоа што ова веќе почна да ме јаде одвнатре. Јас вас кога ве гледам еден до друг, нешто се кине во моето срце, Појраз. Секогаш нешто се кине, секогаш се кине. Веќе ништо не остана во мене, се е празно. И се извинувам, ама јас умирам. Немојте веќе да му се лутите на Бату, како што кажав, се потрудил да направи нешто на свој начин. Сакал да ми помогне, да погрешно го направи тоа го знам, ама не го обвинувам, го направи. Го направи за мое добро. И вие немојте да го обвинувате, во ред? Ајде, Бату. Да одиме. Ке се погрижам јас. Појраз, не знам што да кажам. Додека Идил е во ваква ситуација, додека се бори со болеста, ние како ќе уживаме во нашата врска? And the Oscar goes to... Задни устата ненормален. Поради тебе ќе се упропастеше се, барем сега имаме уште една Поради шанса. тоа сме одлична екипа. А тебе секоја чест, злобна девојко. Ама имаме еден проблем сега. Рече тетка Алија знае. Таа жена може да каже се, жената може се да каже. Не, нема да каже. Ќе смирам и ќе побарам време за тоа. Освен тоа ми вети дека нема да каже. Јас само да кажам, после да не речеш Бату не ме предупреди или нешто. Како иде?
Морав да ризикувам и од сега нема да може да продолжат. И што ќе биде? Ќе раскинат. Како да не бе Леброн Джеймс. Ќе видиш. Ќе видиме. Лаже. Таа не е болна. Како тоа? Хазиран. Не му кажува на таткој, не и кажува на баба ми. Мене ме заколна никому да не кажам, а после тоа испаѓа дека му кажала на бату кој го познава 2 дена. Сето тоа е лага. Знаеш овие што прават? Мислам дека работат заедно. Си кројат планови со нивните мали умови и се трудат нас да не измамат. Ти поради тоа ли толку често се гледаше со Идил? Да. И јас совесно и поверував, иако на кратко време. Ме натера да и ветам и затоа не ти кажав. Ама веќе сум сигурен, да, сигурен сум таа не е болна. Бидејќи разговарав со нејзиниот доктор, некако манипулира со се. Добро, но не ми е јасно зошто човек да измисли таква лага. Од кај да знам, Хазиран? Тие се обсесивни типови. Не може да ги разберат луѓето лесно како нас. Сигурен си? Сигурен. Сигурен и многу нервозен. Значи тоа е болест. Зошто човек да лаже за болест, ако е така, тоа е многу одвратна и многу голема лага. Во ред и јас се посомневав на почетокот кога почна да зборува, ама човек не сака да верува дека е лага. Што сака нека биде. Ама ова нема да остане неказнето. Ке плаќаат за тоа. Дјаволот ми вели, дај им го тоа што го сакаат и после малтретирај ги. Како мислиш? Мајка ми, баба ти, Идил, Бату, никој не сака ние да бидеме заедно. Поради тоа ние... Не се, само трескам глупости, ништо. Не, знаеш дека тоа не е лошо? Хазиран, ти дали ми веруваш? Секогаш. Добро, тогаш да раскинеме. Како така појраз? Како така сериозен си? Многу сум сериозен. Јас онака го кажав тоа. Не, ова е одличен план. Да глумиме дека сме раскинале и да им одржиме лекција. Во ред, како мислиш... Момент, а како ќе се гледаме? Некое време тајно ќе се гледаме. Како тајна љубов. Така ќе се однесуваме кон надвор, како што прават тие. Ама, ќе бидеме заедно. Навистина ќе го направиме тоа? За да бидеме поспокојни, да бидеме посреќни, да бидеме сами, ќе го направиме тоа. Во ред. Прифаќам. Во се сум со тебе, љубов моја. Добро, тогаш. Сакана моја? Ке раскинеш ли со мене? Да, душо моја. Ке раскинам со тебе. Да, чиз, ајде сега. Како го направи? Тадам! Хајде сега да видиме. Многу сме убави.
А кој не видел? Се надевам дека ќе бидат многу среќни. Многу возбудливо. Барем денес потруди се да не мислиш на тоа. Како и да е. Камо и Зенеп да беше овде. Така е. Дали сме сите спремни? Ќе дојдат за кратко? Ај, многу сум возбудена, мамо. Фала му на Бога. Имало среќа и на овој остров. Доаѓаат. Зорба, немој да лаеш, во ред, немој да лаеш, немој. Појраз, разбуди се. Појраз. Уф, колку цврсто спиеш, го дознав и тоа. Појраз. Појраз. Хазиран? Добро утро. Добро утро. Да. Денес јас те киднапирам тебе. Ајде. Ајде. Добро ќе дојдам. Ме разбуди рано во зори и сега не доаѓаш. Ке не види некој. Ајде брзо да одиме, ајде. Добро, знам дека можам. Ајде. Ајде, за мене, Хазиран. Ама многу е студено. Дојди, ќе се навикнеш, тука е топло. Ете се навикна. Благодарение на кого? Појраз, зошто не можеме секогаш да бидеме вака среќни? Зошто има караници околу нас, никогаш ли нема да бидеме среќни? Нели тоа ни е целта, поради тоа се трудиме. Ке видиш, на крај сите ќе бидат среќни, сите ќе прифатат. Сите до еден. Да, дојде време за разделба. Ама уште малку. Нели е многу рано? Како ќе се разделиме само што се соединивме? Добро, но знаеш дека тоа не е вистина. Само на кратко. Знам, ама како ќе издржам без да те држам за рака и без да те прегрнам вака, а? Се надевам ќе има ефект од ова што го правиме. Ќе видиме. Ама сега еден по еден сите ќе се издаваат.
Добро, но како сите ќе дознаат наеднаш? Ќе ни треба најмалку недела дена за тоа, така? Ти не си го разбрала целосно озборувачкиот потенцијал на овој остров. Гледај сега. Хазиран, престани веќе да ме следиш, ти реков готово е. Што готово бе, што готово? Еве јас ти раскинувам и ти престани да ме следиш, ти доаѓаш Само по мене. бла, молчи веќе, не ми се Што јавувај. бла бла бе? Види го што зборува, ти не ми се јавувај, јас и онака нема. Велам, не ми се јавувај, Ти не ми заврши. се јавувај, заврши. Мислиш ке има ефект? Колку убаво глумеше ти така? И ти не беше лош. Сега се спремаме и излегуваме. Ќе одиш 2 чекора позади мене во ред? Немој да ме поминеш. Те следам, не грижи се. Не можам да ја добијам Бириџик. И јас. Дали не ви гледаат заедно, оди си? Јас одам на работа, Алпер, по овој пат се оди. Па оди по другиот пат, ајде. Ти оди по другиот пат. Еј, и тебе ли ти стигна? Да. Не, мамо! На кермес видов како далеку се гледате со Фатих. Од сега нема да се наоѓаш ви со средина со тој Фатих, ме разбра ли? Ме разбра? Черко, добро мајкино, чекај малку. Ај, Што се случило? Што се случило? Хазиран и Појра се раскинале. Раскинале. Зенеп, каде одиш? Боже, Боже. А ти од кого слушна? Значи сигурна си? Ги виделе? А, многу убаво. Се знаеше дека така ќе биде. Се е поради добрината на мојот внук. Во ред, ајде се ги исклучувам. Појра си Хазиран раскинале. Идиловиќ, што зборуваш, бе ти? Значи се карале на среде улица таму, а? Еман, бе, пријателе. Не, јас не знаев воопшто. Ете, барам место за проектот на овој старскиот дом што го правам. Буквално ми се врати расположението, знаеш? Тогаш денес да прославиме за ова. Види сега овај. Оверлок машината ни дојде на нога, види. А зошто ти да одиш однапред, а јас позади, не разбирам? Вака е подобро за мене. Барем те гледам. Се јавуваат Алпер и Мелиса. Сигурно слушнале. Бириџик. Ало, Бириџик? Нема само да се посрамотат, туку нема ли да се појават пред луѓе. Пред малку се случи, Бириџик. Ме чуди како толку брзо си дознала ти. Нели раскинавте? Ќе ми платиш за ова, брат, нели сме браќа? Да, бе, на вистина ќе платиш, Појрас. Божем, вие се ми кажувате мене, па сега ме испрашувате. Во ред, до некаде си во право и ние имаме некои работи што не сме ти ги кажале. Ке ти кажеме, ама нема да се налутиш, во ред? Алпер и Мелиса се бакнале. Што? Гласот на Хазиран ли беше тоа?
Заедно сте? Не сме. Бато, ние се бакнавме со Мелиса. Што? Срамота, Алпер. Појрас ли е до тебе? Нели раскинавте? Не. Значи, раскинавме ние, раскинавме. Тогаш кого гледаш натаму? Никого не гледам, Бириджик. Да ве прашам нешто, заедно сте вие? Тогаш зошто сега сте заедно? Второ, зошто се бакнавте без синко? Зошто? Не ми се верува, Бириджик. Не ми се верува како направиле такво нешто. И мене не ми се верува, ама за жал вистина е. Ете, така се случи, бато. Или полудевме, значи и јас полудев. Сигурно сум полудела. Не ни е едно, бато. Не требаше тоа да се случи, ама ете се случи. Не сакајки беше. Моја вина. Наша вина. Сега не знам како ќе ја средиме работата. Навистина страшна работа. Браво. Никогаш нема да им простам. Ке им покажам, јас ке видиш. Нема само да се посрамотат, туку нема ни да се појават пред луѓе. Во ред, Бириджик, во право си, ама немој да направиш нешто погрешно, после ти ќе испаднеш виновна. Во ред, попладне ќе дојдам кај тебе и ќе разговараме, може? Слушајте, вечер сите тројца ќе седнеме да разговараме. Во ред, а вие до тогаш не се појавувајте пред луѓе и немојте веќе да правите било каква глупост. Да, добро бе, добро. А ти како си? Навистина раскинавте? Добар сум, да, раскинавме, не се. И онака не е важно. Ќе зборуваме, исклучувам. Добра сум, добра, и онака не е многу важно, но ќе зборуваме. Во ред, немој да тагуваш, ајде се слушаме, те бакнувам. Добро. Дома сум, дојди ке разговараме. Ајде те бакнувам. Во ред, ајде, бај-бај. И ти дозна што се случило, така? За жал. Човек нив не смее ни 2 минути да ги остави сами. Не се, вечер ќе зборуваме и ќе средиме. Сега почнува главниот проблем. Спремна си? Да, спремна сум. Вистина ли е тоа, тетка Алија? Значи раскинале? Сигурно? Ти кажувам што ми кажа, ќерко, што друго да ти кажам? Ај, ти ветувам дека многу ќе го усреќам појрас, тетка Алија, се колнам дека многу ќе го усреќам. Добро, но прво ќе прекинеш со таа твоја глупава игра и нема веќе да те опоменувам. Ти се пружих прилика. Ете, сега можеш да го освоиш срцето на појрас. Во ред, не грижи се. Се е под моја контрола, во ред. Остана уште една недовршена работа. Денес, утре и неа ќе ја средам. Што е тоа? Појрас, точно ли е тоа што го слушнавме? Доаѓам, мамо. Доаѓам. Од каде знаеше дека сум јас? Да, мамичке, раскинавме. Имаш друго прашање? Дојди вам, дојди. Се гордеам со тебе, се гордеам. Кој раскина, тој или ти? Каква врска има? Секако душа, каква врска има тоа, како се случи, а? Мамо, каква врска има? Во ред, каква врска има? Значи веќе готово, раскинавте и нема веќе да се смирите и тоа е крај. А се каравте? Рекоа дека сте се карале многу, а? Мамичке, а јас како друго можам да ти помогнам тебе? Душа, од сега ништо не те врзува за местова, нели? Значи нема потреба веќе да работиш во хотелот. Што ќе правиш? Сигурно нема секој ден да го гледаш лицето на тој човек, нели? Имам работа, мамо, нели плаќаме долгови? Ама каков долг? Долгот на тој човек, каков долг? Ти ли ќе го плаќаш? Раскинав ти готово, не се глупирај. Колку убаво, мамо. Навистина многу си потресена од тагата на керка ти. Многу си ме сакала. Секако дека те сакам. Многу те сакам. Поради тоа се мачам толку многу, ете. Мислам на тебе постојано. Мамичке, јас си го разбрав своето, ама само очекував малку да ме зачудиш, но тоа не се случи. Не се, сега ако дозволиш, јас треба да одам на работа, во ред?
Добра си? Добра сум. Чичко Ахмет? Како си? Добар сум, добар. Се ближи крајот на годината, реков да зборуваме за Да покачување. зборуваме, но има уште 2 месеци до крајот на годината. Цело острове зборува сега. Да ги слушав луѓето требаше да ви изфрлам на улица, ама сепак јас имав добра душа. Тоа е нешто друго, Чичко Ахмет. Момент, Алпер, во ред. Како сакаш, така ќе направиме. Од сега ќе плаќаш 30% повеќе. Ако не плаќаш, тогаш ти си знаеш, ќе ги трпиш резултатите. Долги години се познаваме, Чичко Ахмет. Зошто наеднаш го направи ова? Јас се го кажа своето. Добро, не грижи се. Ќе се редиме некако. Благодарам, Алпер, нема потреба. Ти што ќе правиш? Ќе направам што е потребно. Затоа што морам. Ќе одам да се извинам на Бириджик. Ако ми прости, ќе направам се што можам за да ја усреќам. Нема да се откажам од неа додека таа не се откаже од мене. Бириджик е добар човек. Да, знам. Значи, не е човек кој би растажил друг. Апсолутно е така. Ете, поради тоа ти велам, значи, никој, особено јас, немам право да го направам ова. Точна одлука. Ќе одам да ја молам. Ќе се извинам. Што знам, значи, се што треба. Ако треба, ќе спијам пред незината врата. Ајде, те чека. Лесна работа. Благодариме. Што направивте, дадо? Изгубивме верба во љубовта. Ајде да си ја гледаме работата. Што направивте? Спремни се овие? Готови се? Сега, уште малку готови. Добро. Со лесно? Благодарам. Добре дојде, бато. Не се, наеднаш се смени овдешната атмосфера. Подобро да одам во кујната, а? Ти дали се смири со девојката? Слушна, нели? Се смиривме. Нека е жива и здрава, Мелиса не смири. Ја молеше, плачеше пред неа и некако успеа да ја убеди. Ние сме добро, ама жал ми е за вас. Ништо не е. Ајде да си ја гледаме работата. Добро, ајде. Се изморив, бато. Значи јас одам во кујната. А? Така ли? Да. Бидејќи не сакам да те гледам. Повтори уште еднаш таа реченица. Ете, треба да се погрижиме и за тие ситници. И, штом сега сите знаат дека раскинавме, што ќе правиме? Прво треба да бидеме сигурни. Значи, дали на вистина раскинаа или пак си играат со нас. Ки има луѓе кои нема да ни веруваат. Особено Бато и Идил. Треба убаво да ги увериме во тоа. Поради тоа, ние ќе ги наблюдуваме некое време. Ќе им го следиме секој чекор. Треба да потврдиме дека раскинале. Добро, ние ли ќе одиме кај нив? Не, тие ќе дојдат кај нас. И тоа како јагниња. Да одиме во хотелот. Значи хотелот е отворен за секого, никој ништо не смее да каже. Никој нема да се сомнева во нас. Ќе кажеме дека ќе учествуваме на турнир во одбојка. Да? Кога на вистина ќе се увера дека сме раскинале,
ке можеме да преминеме на втората фаза. Токму така. Ајде да станеме тогаш. Ајде. Пред мене. Значи, ние сега станавме како мистер и мисис Смит? Знаеш дека сега си многу сладка. Многу си привлечна. Ама ете треба да бидеме смирени. Смирено.